Благодарам, председателе, почитувана колешке. Јас вашето излагање го разбирам во прилог на поддршка на ова законско решение, што ќе овозможи имплементација на она што е навистина неопходно, а тоа е одговорно сопствеништво на милениците, домашните миленичиња, без разлика дали станува збор за кучиња, мачиња или друг вид на животни. И се согласувам дека љубовта кон животните е многу важна, дека се тие дел од природата, исто како и ние. Но обврска на оние граѓани кои што сакаат да чуваат домашни миленичиња е одговорно да се грижат за нив и не како што вие рековте, откако ќе им пројде краткотрајната забава, да ги оставаат потоа на улица овие миленичиња, кои се разбира потоа сите ние гледаме што се случува, со какви дури опасности по здравјето и по животот на граѓаните се среќаваме, токму поради тоа што, и тоа не е мое мислење, бидејќи во консултација со граѓанските здруженија кои работат на оваа проблематика, конкретно со Анима Мунди зборувавме веќе пред 3-4 години, како може да се реши на долги стази овој проблем со кучињата скитници, кој што е најгорлив проблем во многу градови во Македонија, а тоа е точно да се обрне внимание на одговорното сопствеништво и да бидат сите тие регистрирани, оние кои што имаат одгледувачници, значи нема да се забранува, но тоа мора да подлежи на регистрација и се разбира на сите обврски и од здравствен, односно ветеринарен аспект кои што се важни. Инаку она што во минатиот период се постигна во интерес на помош на граѓаните, тоа беше овозможување бесплатно чипирање на кучињата, за кое се обезбеди да можат граѓаните да не биде на нивен трошок, иако треба сите да бидеме свесни дека доколку сме решиле и сакаме да одгледуваме домашни миленичиња, тоа е секако дел од нашиот домашен буџет и дека она што велите сексуалното образование не било потребно за воспитание за животните, мислам да не ги мешаме темите, затоа што тоа е сосема една друга област која јас знаете дека ја поддржувам и која е особено важна за воспитанието, за здравјето и за однесувањето и развојот на младите личности во Македонија, како и насекаде во светот. Инаку, за крај да кажам дека го поддржувам законското решение, бидејќи ние и во минатиот мандат, пред 3 години, група пратеници, 9 или 10 бевме, поднесовме многу сличен ваков предлог закон, за да се реши проблемот со бездомните кучиња и тогаш не добивме, за жал, поддршка од мнозинството пратеници. Благодарам. Мислам дека, само да довршам мислата, ако тогаш го донесевме законското решение, сега ќе имавме сосема друга состојба со бројот на бездомни кучиња.